Добар ден, јас сум Маја Рангеловска, вие го гледате дневникот во 18 часот. Да ги погледнеме настаните на денот. Кратери по Кумановските улици. 400.000 евра за одржување и реконструкција на сообраќајниците во градот. Бојкотот на наставата во средните училишта само делумен. Денеска е меѓународен ден на спортот. Имаат ли кумановските спортисти светски резултати? Кумановските улици се преполни со дупки, а проблем се и длабнатините и кратерите кои што ги има речиси на секој коловоз. Возачите велат дека поради нив ги искршиле возилата, а пешаците пак дека не се чувствуваат безбедно во сообраќајот. Тие бараат надлежните што поскоро трајно да го решат овој проблем. Улиците во централното градско подрачје се преполни со дупки и оштетување на асфалтот. Кратери в длабнатини и по 20 на сантиметри кои не може да се одминат, има речиси на секој коловоз. Возачите се жалаат дека од дупките ги искршија возилата, а пешаците тврдат дека не се чувствуваат безбедни во сообраќајот. Состојбата е особено алармантна кога дупките се полни со вода, па возилата влетуваат директно во нив. Возилата си кажуваат сами. На технички кои. Па, од дупки, јабучици, например, спони, ред други работи, што може да бидат по катастрофални дефекции за безбедност во сообраќајот. Амортизери, гуми, целокупно. Возилата немат кај да одат, па право на луѓето, на нас одат. Нема кајде, натам нам сегде дупка и мора да идат негде да возат. Граѓаните бараат од надлежните што побрзо да ги закрпат дупките, но при тоа да стават квалитетен асфалт, бидејќи искуството од минатата сезона покажало дека улиците се раскопуваат само по еден дожд. Патиштата се релативно на граница на добри, да кажеме, а веќином има дупки, има кои пречат во сообраќајот на возилата, на возачите. Катастрофално. Полна дупки, пола крпеници, што не се закрпени, а тоа е се од неблаговремено и не соодветно направени, зашто предпријатијата што ги прават тие, што ги крпат тие дупки, воедно се и изводувачи и контрола. Ако е некоја друга фирма контрола, состојбата би била поинаква. Средината во Куманово може многу по-добро да биде, да нема дупки, да нема асфалто да се поправи, да е по-чист градот. Катастрофална е ситуација со патишта во Куманово, посебно во овој дел, околу гимназија што е. И јас, и апелирам до градоначалник да си преземе поголеми одговорности, подхитно да се асфалтираат деловите кај што е централно градско подрачје во Куманово. Градоначалникот на Куманово Зоран Дамјановски информира дека е во тек летното одржување на патната инфраструктура од фирма која го добила тендерот минатата година. На располагање се околу 700 тони асфалт за полнење на ударните дупки. Имаме околу 1500 тони оградување на асфалт на ударни дупки, односно санирање на постоечка патна инфраструктура. Беше искористено негде околу 800 и 50 тона, 700 тона има останато. Се надевам дека до крај на недела и почеток на недела ќе почне уградување на асфалтна маса, со тоа што ќе дадеме на побрза динамика, се со цел да се заврши овој тендер и да бидат санирани оние дупки, бидејќи ова година имаме огромни врнежи на дожд и снежни наноси, што се еден од условите за оваква лоша состојба. Дамјановски објаснува дека долго време во Куманово немало комплетна реконструкција на улиците, бидејќи тоа се поголеми инвестиции, а општината се наоѓа во тешка финансиска состојба. Општина Куманово ќе потроши 400.000 евра за одржување на патната инфраструктура во градот. Со овие средства новата фирма изведувач треба да ги закрпи под постоечките дупки и да изврши реконструкција на улиците. Минатата година тендерот го доби фирма која понуди најниска цена за услугата, но граѓаните сметаат дека квалитетот на асфалтот е многу лош и за многу кратко време сообраќајниците се во иста состојба како пред реконструкцијата. Околу 400.000 евра планира да потроши општина Куманово за санирање на поголем број улици во градот во текот на годината. До крајот на април ќе заврши пролетното крпење на ударните дупки, а паралелно се отвора нова тендерска постапка за одржување на постоечката патна инфраструктура.
Коп Инженеринг е фирмата која минатата година по пат на електронско наддавање го доби тендерот за летно одржување на улиците. Според градоначалникот Зоран Дамјановски, цената е најбитниот елемент во евалуацијата на самите тендери. Најчесто најниската цена е пресудна во моментот на одлучување. Тука општината нема никакви ингеренции, бидејќи целата електронска постапка, како што вели Дамјановски, е контролирана од Министерството за финансии. Законот за јавни набавки дава исклучиво можност со електронско надавање, значи негативна аукција, така да општите одредби од набавката се да ги има сите тие сертификати кои се потребни за изведба на овие работи. Нормално тоа е и гаранција банковна за учество во тендерот, значи да има легитимна регуларна фирма со лиценцирани, да има механизација која е потребна негова или со кооперанти, да има потпишан договор со асфалтна база или производувач на асфалт. За квалитетот на асфалтната маса одговараат изведувачот и надзорниот орган, а во општината е формирана комисија од неколку инженери од секторот за комунални дејности, која ја контролира нивната работа. Граѓаните често се незадоволни од квалитетот на поставениот асфалт, кој пропаѓа за многу краток период. Дефинитивно сакам да апострофирам, квалитетот на асфалтот е работа која треба да го докаже изведувачот со определени атести кои ги зема од фабриката за производство на асфалтни маси и нормално со парафиране од надзор кој не е општински, него се добива на тендерска постапка, транспарентна постапка, така да таа одговорност е нашата е одговорност да ги контролираме тие две институции, изведувачот и надзорниот орган, и врз основа на утврдените наши критериуми да заклучиме дали тоа е извршено како што треба. Градоначалникот смета дека во наредниот период подобро е да се прават целосни реконструкции на улиците, отколку само санирање на определени делови, зашто ќе бидат потребни и поголеми финансиски средства. Инаку претходните неколку години за летното одржување на улиците беше задолжена кумановската фирма Хулјуси, која минатата година не учествувала на јавното наддавање. Дамјановски е оптимист дека во следната тендерска постапка ќе има поголема конкуренција за разлика од лани, кога Коп Инженеринг била единствена фирма понудувач. Бојкот на наставата во средните училишта се спроведе делумно. Во гимназијата, техничкото и земјоделското училиште најголем дел од учениците дојдоа, па си заминаа од училиштата. Само учениците од Перо Наков присуствуваа на редовната настава. Барањето на средношколскиот пленум за бојкот на наставата не беше спроведено во сите средни училишта во градот. Во гимназијата, техничкото и земјоделското училиште наставата се одвиваше делумно, додека во економското училиште немаше прекини. Во првата смена, каде што се прва и трета година, има делумен бојкот на настава, тоест во првите 2 часа поблага форма на бојкот на настава, подосна дел од класовите се излегоа, третиот час беа присутни во дворот на училиштето и подосна го напуштија дворот на училиштето, некои класови се вратија, се одржа и четврти час. Што се однесува до втората смена, кај што се втора и четврта година, моментално наставата се одвива со одреден број на одсутни ученици, но мислам дека во текот на вториот час дека ќе се вратат сите ученици на настава. Договорено е со учениците да се продолжи на настава, повеќе да не се отсуствува, бидејќи за еден месец е и крај на годината за матурантите. Според директорката на Средното економско училиште Перо Наков, Лидија Тасевска, наставата се одвивала во нормален тек, додека во НАЦЕ Буџони имало најава за бојкот на наставата. Директорката додава дека за утре очекува писмена најава од учениците за сите нивни активности. Денеска наставата се одвиваше според предвидениот план и програма. Од понеделник часовите се одржуваат, меѓутоа по завршување на вториот час на голем одмор има средба со представници ученици на ученички пленум, кои ми ги образложија нивните ставови дека се организирање на градот за организирање на бојкот на настава во врска со полагањето на државната матура и дека тие ќе се солидаризираат со другите училишта од градот. Попладне ќе имаат состанок со втората смена, односно втора и четврта година, каде што ќе донесат конечна одлука. Од утре се очекува наставата да продолжи во нормален ред, бидејќи по пристигнатиот допис од Министерството за образование и наука, дел од барањата на учениците се усвоени. Математиката ќе биде задолжителна само за природно-математичката насока, додека останатите насоки ќе имаат право на избор.
Пред споменикот на авијатичари во населбата Долно Којнаре, српската заедница го одбележа денот на бомбардирање на српската авијација во Куманово. Пред 74 години, на 6 април во раните утрински часови, 2 часа пред Белград, германската авијација го нападнала аеродромот Аџитепе, при што загинале 8 српски пилоти. Со положување цвеќе и пригоден говор пред споменикот на авијатичари во населбата Долно Којнаре, српската заедница го одбележа денот на бомбардирањето на аеродромот Аџитепе во близина на Куманово. Бомбардирањето се случило на 6 април 1941 година во раните утрински часови кога била нападната војската на Кралството Југославија од фашистичка Германија. Председателката на српската заедница во Македонија, Гордана Јовиќ Стојковска, истакна дека нападот уследил по одбивањето на Југославија да потпише капитулација. Na najpodmukli način, bombardovanjem s neba, napadnuti su objekti u ranim jutarnjim satima, tako da nije bilo moguća ni evakuacija, ni bilo kakva odbrana. Napadnuti su ciljevi koji uopšte nisu predstavljali vojne objekte. Izgorela je biblioteka u Beogradu, izgorele su objekti, ustanove koji zaista nisu bili vojni ciljevi. Međutim, ono što je bilo najstrašnije, to su civilne žrtve. Таа нагласи дека од овој ден всушност започнала Втората светска војна на овие простори. Според неја, 6 април треба да се помни и одбележува, бидејќи го означува тежнењето кон слободата. Mi ovde kod Kumanova obeležavamo jedan izuzetno značajan moment tog rata, to jest onaj slobodarski duh naših, da kažem, jugoslovenskih oficira, pilota, koji su poleteli u nebo znajući da nemaju zaista nikakve šanse da odbrane i da spreče ono što se događalo, jer su nemački avioni bili mnogo spremniji, mnogo jači, mnogo opremljeniji, savremeniji. Oni su svojim dvokrilcima poleteli u nebo, izgravajući na neki način, to jest na neki način su bili kamikaze, jer oborili su 4 između ostalih i predvodnika nemačke авиацијске групе. Инаку на одбележувањето присуствуваат членови на српските партии во Македонија, српски здруженија и невладини организации. ...28,5 литри дожд на метар квадратен наврна во последниве 24 часа во Куманово, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. Иако водостојот на реките е зголемен, паднатите врнежи не предизвикале излевања, бидејќи капацитетите на речните корита се многу поголеми. Од центарот соопштуваа дека нема најави за нови врнежи од дожд. Во Старо Нагоричане и покрај тоа што речиси цело деноноќе паѓал дожд, не бил со толкав интензитет за да дојде до излевање на реките, информираат од општината. И во Липково е стабилна состојбата со реките, велат надлежните во општината. Свето Петрушевски е нов председател на општинската организација на Нова социјалдемократска партија во Куманово. Тој најавува дека негова главна цел ќе биде партијата да остане трета политичка опција на локално и државно ниво. Свето Петрушевски, агроном-инженер, е избран за нов председател на општинската организација на Нова социјалдемократска партија во Куманово. На неодамнешната изборна конференција тој доби 37 гласа за, односно 1 глас повеќе од неговата сопартијка Јасмина Спасовска. Мора со многу труд и работа и мудрост да продолжам да го достигнам тоа ниво да остане на СДП како трета политичка партија во и на локално и на државно ниво. Сега мојата цел ќе биде да ја задржам партијата до тука и што сега ни престои. Обврските се поголеми затоа што сите знаеме дека моментално Македонија се наоѓа после 20 и неколку години самостална држава, се наоѓаме во голема криза. Петрушевски доаѓа на местото на Сунчица Јосифова, која што беше на функцијата од октомври 2009 година. Тој наведе дека партијата ќе посвети посебно внимание на актуелната политичка криза, односно проектот Вистината за Македонија. Мојата главна и одговорна цел ќе бидне од утре. Нема делби во партијата, мора да се сплотиме сите во еден. Вистината за Македонија мора да допре до секој граѓанин на ова држава, па и на Куманово, независно од верска или етничка припадност, независно дали е ром, дали е албанец, влас, срби, сите да ја дознаат вистината.
На изборната конференција беа избрани и членови на извршен и надзорен одбор. Инаку, општинската организација на НСДП од Куманово брои околу 2500 членови. Новиот председател нагласи дека ќе се обиде да постигне што поголем успех на државно и на општинско ниво. Пакети со храна и хигиенски средства ќе бидат доделени на 2 дечиња згрижени во Центарот за ран детски развој. Донацијата ја обезбеди Црвен крст Куманово, а целта е преку вакви активности да се олесни животот на децата од социјално ранливите семејства. Помош во храна и хигиенски средства ќе добие едно семејство кое што има згрижено 2 деца во Центарот за ран детски развој, лоциран во Основното училиште 11 октомври. Донацијата е од Општинската организација на Црвениот крст, а целта е да им се помогне на корисниците кои најчесто потекнуваат од семејствата од ранливи категории. Обично се деца од социјално загрозени семејства во Центарот згрижени, затоа што згрижувањето на децата е бесплатно. Сите материјали за работа се обезбедени од страна на УНИЦЕФ и Општината Куманово. Значи, тие се ослободени од секакви давачки за работа на нивните деца во овој центар. 34 деца од македонска, ромска и албанска националност го посетуваат Центарот за ран детски развој секој работен ден по 2 часа. Дневниот центар официјално работи од декември минатата година, а првите активности започнале уште во мај лани, но во поинакви услови и простории. Учениците од Средното техничко училиште Наце Буѓони, заедно со нивните наставници, утре по повод Светскиот ден на здравјето, организираат акција за бесплатно мерење притисок и шеќер во крвта на граѓаните. Проверките ќе ги вршат учениците од 4-та година од здравствената струка во трговскиот центар Сума од 10 до 12 часот. Учениците од нашето училиште организира, заедно со нивните наставници, имаме организирано неколку активности во трговскиот центар Сума. Од 10 часот до 12 ќе се одржи мерење на крвен притисок, значи акција за мерење на крвен притисок на граѓаните. Исто така ќе се анкетираат и граѓаните за нивното здравје, значи за колку тие се движат, и анкета ќе имаме за исхрана на граѓаните, поточно за малите дечиња ни е оваа анкета подготвена, колку здраво децата се хранат, значи нашите деца колку здраво се хранат. Оваа акција правиме традиционално секоја година со некои активности, значи со различни активности. Го одбележуваме Светскиот ден на здравјето. Оваа година се одлучивме на ваков начин да го одбележиме Светскиот ден на здравјето. Денеска е Светски ден на спортот, а Куманово со право може да се пофали со достигнувањата на своите спортисти на меѓународно ниво. Најуспешни спортови годинава се атлетиката, кошарката, велосипедизмот и боксот, но не заостануваат и другите поединечни и масовни спортови. Спортските работници сметаат дека во градот постојат многу млади таленти и ентузијасти кои можат да постигнат светски резултати, но потребна им е поголема поддршка од општеството. Атлетичарите, велосипедистите, боксерите и кошаркарите се само дел од спортистите во Куманово кои годинава постигнале значени резултати на меѓународно ниво. Денеска на одбележувањето на Светскиот ден на спортот да потсетиме дека дури 250 спортисти и спортски клубови добија признание од општина Куманово за своите резултати, бидејќи низ нивните успеси го афирмираат и градот. Председател на Сојузот на спортови Сашо Петрушевски вели дека Куманово е спортски град, меѓутоа финансиите секогаш се проблем за поголема поддршка на спортот. Еден од проблемите кои се чувствуваат во делот спортот во Куманово со тоа што 18 милиони кои општина Куманово и Советот на општина Куманово ги дели како средства со кои треба да се финансираат сите спортови во Куманово, вклучувајќи ги големите, малите, средните спортови, училишниот спорт, рекреативните спортови, се доволни, но многу малку во исто време за реализација, бидејќи експанзијата на спортот и
бидејќи Куманово е спортски град, во овој момент не може да бидат доволни тие средства. Дрита Ислами оваа година беше прогласена за спортист на годината затоа што постигна извонредни резултати на меѓународно ниво. Минатата и оваа година посебно атлетскиот клуб Куманово е првак во сите категории, односно во многу голем број на категории во јуниорско и сениорско ниво. Според Петрушевски, сепак најпопуларен спорт во Куманово годинава е кошарката, бидејќи кошаркарскиот клуб Куманово успеа да стигне до полуфиналето на Библ лигата и полуфиналето на Купот на Македонија, а секој надпревар во салата го следа 3 до 5 илјади гледачи. Но да не ги ставиме во втор план и другите спортови како што се футсал, каде што со успех се надпреваруваат 3 екипи од Куманово во прва лига државна. Исто така ви реков за атлетика, денеска добив известување дека вчера велосипедистите освоиле на сите нивоа први места во Република Македонија. Исто така пинг-понгарите бележат многу добри резултати. Исто така во бокс веќе го спомнавме, значи во низа спортови ние каде што се надпреваруваме, односно ние кумановци, можам слободно да кажам, каде што се надпреваруваме постизаме добри резултати. Петрушевски смета дека во градот постои иднина за спортот, бидејќи постојат млади ентузијасти кои сакаат да се занимаваат со спортски активност. Тој додаде дека Куманово може да понуди врвни спортисти за да спортот го достигне нивото кое што го заслужува. Времето во Куманово денеска беше облачно со повремени врнежи од дожд. Максималната температура се движеше од до 8 степени, а минималната до 4 степени Целзиусови. Облачно и студено со повремени врнежи од дожд ќе биде и наредниот ден, кога утринските температури ќе се спуштат до 2 степени, а дневната утре ќе достигне до 7 степени. Ова беше се во дневникот во 18 часот. Ви благодарам за вниманието. Следниот дневник е во 22 часот. Останете со нас.